Добро вечер. Го следите централниот дневник на К1. За актуелните случувања во регионот, Македонија и светот веднаш по најавата за дневните настани. Останете со нас. Наредната година ново покачување на пензиите и социјалната помош. Во првите 6 месеци од оваа година Македонија бележи економски раст од 2,9%. Со Македонија вработува досега вработени над 6300 лица. Премиерот Груевски преку својот Facebook профил ја објави веста за новото покачување на пензиите и социјалната помош за 5%. Покачувањето ќе важи од почетокот на идната година и оваа одлука е донесена на последната владина седница. Пензиите и социјалната помош се зголемуваат за 5% и во 2016 година. Ова го најави премиерот и председател на владата Никола Груевски. Тој посочи дека оваа одлука на последната владина седница, каде законските измени со кои за социјално најзагрозените граѓани приматели на социјална и постојана парична помош, покрај тоа што оваа година помошта која ја добиваат беше зголемена за 10%. Сега се предвидува ново зголемување кое започнува од почетокот на наредната година од 5%. Истовремено донесена е нова одлука за зголемување на пензиите. Во едногодинава и пензиите беа покачени за 5%, а се очекува од следната година пензионерите да добијат ново покачување од нови 5%. Премиерот Никола Груевски воедно на својот Facebook профил напомена дека станува збор за две одлуки кои се однесуваат за добробит на многу семејства и граѓани. Македонија е број 1 креатор на работни места во светот, покажува извештајот на бизнис истражувачката компанија IBM, која се фокусира на менаџерските и економски прашања. Овој годишен извештај ги анализира најновите трендови според кои компаниите ги лоцираат нивните нови бизниси ширум светот и како ги донесуваат тие одлуки. Извештајот на бизнис истражувачката компанија IBM, која се фокусира на менаџерските и економски прашања, ја рангира Македонија на највисоката позиција во однос на отворањето на нови работни места, според бројот на жители во државите. Статистичките податоци по кои се прави извештајот покажуваат дека Македонија е број 1 креатор на работни позиции во светот. Ако се погледнат податоците од Агенцијата за вработување, во изминатите 2 години, значи на крајот на 2013 година биле пријавени 503.000 скупно број на вработени. На крајот на 2014 година, за кој период се однесе овој извештај, имало 519 пријавени вработени. Овдека не влегуваат вработените во земјоделскиот сектор, така да податоците на статистика се нешто повисоки, но ова се само вработени во индустријата од страна што се пријавени во Агенцијата за вработување. Значи во тој период се креирани 16.000 работни места. Според податоците на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во моментов има 533.000 пријавени вработени лица. Тоа покажува дека за 9 месеци од 2015 се креирале дополнителни 14.000 работни места. Бројката на ново креирани вработувања до крајот на годината ќе ја надмине она од лани, потенцираше Пешевски. Целта ни е навистина реално да ги создадеме тие работни места и со сите политики што ги спроведува владата на Република Македонија и во делот на подобрување на инфраструктурата, подобрување на бизнис климата, намалување на даноците и креирање на што поефикасна администрација и клучно интензивната соработка помеѓу владата и локалните самоуправи, помеѓу општините, ќе продолжиме со создавање на нови работни места и подигање на животниот стандард. Во клучниот ранкинг кој ги опфаќа категориите создавање на вкупни работни места, создавање на работни места според број на жители и просечна вредност на работните места, Македонија го дели првото место заедно со САД и Ирска. Продолжува реализацијата на владините економски мерки за цел подобрување на општите услови за водење бизнис, кои во континуитет се превземаат од 2006 година, изјави вице-премиерот Пешевски. Целта е намалување на стапката за невработеност и креирање што поголем број работни места. Проценките се дека со странски инвестиции отворени се повеќе од 10.000 директни и уште толку индиректни вработувања.
Владините економски мерки кои во континуитет се преземаат од 2006 година имаат за цел подобрување на општите услови за водење бизнис, како за домашните, така и за странските компании. Реализацијата на истите ќе продолжи во следниот период, вели вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Целта е намалување на стапката на невработеност и креирање што поголем број работни места. Невработеноста е комплексно прашање кое бара сложен сет мерки кои се поделени во неколку категории за подобрување на бизнис климата, а насочени кон домашните инвеститори, за привлекување странски вложувачи, за јавните предпријатија и акционерските друштва во доменот на инфраструктурата, каде државата е главен инвеститор. Проценките се дека со странските инвестиции се отворени повеќе од 10.000 директни вработувања и уште толку индиректни. Досега за нецели 5 месеци преку проектот Македонија вработува. Се вработија 6330 лица во 4150 приватни македонски компании, информира денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Преку овој проект од ден на ден се зголемува бројот на нови отворени работни места. Тој потенцира дека проектот Македонија вработува им помага на младите лица. Досега се вработиле над 1760 млади лица до 29 години и над 2200 лица што се од 20 до 35 години. Овој проект стана предпознатлив кај приватните компании, меѓутоа и кај сите граѓани во нашата држава. До сега преку овој проект, односно за нецели 5 месеци, се вработија 6330 лица, што е значителен успех и овој проект значително влијае на намалување на невработеноста во нашата држава и на создавање на нови работни места. Вкупно до сега го искористија над 4150 приватни македонски компании овој проект, односно ги искористија поволностите за ослободување од плаќање на социјални придонеси во период од 1 па се до 5 години во зависност од категоријата на невработеното лице кое што ќе го вработат. Исто така би сакал да напоменам дека овој проект помага на младите лица, односно до сега се вработија преку 1760 млади лица до 29 години, исто така околу 2000 над 2200 лица што се над, односно од 20 до 35 години. Средбите со граѓаните продолжуваат и понатаму. Владините функционери повторно на терен ги дознаваат проблемите со кои се соочуваат граѓаните на одредени општини. Според вице-премиерот Владимир Пешевски, средбите од овој тип се многу важни. Повеќе за ова во прилогот што следува. И понатаму владиниот тим продолжува да остварува средби со граѓаните. Проблемите кои жителите ги имаат во одредени општини, на овој начин директно ги пренесуваат на владините функционери, кои понатаму се залагаат за нивно решавање. Според вице-премиерот Владимир Пешевски, средбите се многу важни. Тој потенцираше дека и граѓаните од помалите општини се граѓани на Република Македонија. Фекалната канализација, главната мрежа е поставена пред 3 години. Меѓутоа, другите работи не можат да се реализират пошто приклучоците не се направени. Поради тоа и главната улица што води од тука натаму не може да биде санирана, ископана со дупчи, доека не се заврши фекалната канализација. Главниот проблем е без финансиска поддршка, без поддршка од владата ми се чини и во најкраток рок потешко ќе оди. Затоа ве замолуваме, во колку може вие преку владата да гледате што во пократок рок, иначе и ова зима ќе помине, така ќе остане. Значи имаме во владата проект, тој што е преку Министерството за транспорт и врски, тоа се средства од Европска инвестициона банка, кои што ги даваме и како донација на општините. Дел од тие се доделени, да видам сега докаде е реализацијата, ако евентуално нешто може да се забрза, затоа што и за овие проекти што сега се спроведуваат, дел од нив се подпомогнати. Градоначалникот ми кажа дека овој сегмент ќе биде завршен за месец и пол, значи 2. Така да после ќе може да се отпочне и со средување на улиците, за да се реши ова прашање. Денеска вице-премиерот Пешевски ја посети фабриката за текстил Вартекс во индустриската зона во Илинден, каде потенцираше дека ќе продолжат со создавање нови работни места и подигнување на животниот стандард на граѓаните. Сепак целта ни е навистина реално да ги создадеме тие работни места и со сите политики што го спроведува владата на Република Македонија и во делот на подобрување на инфраструктурата, подобрување на бизнис климата, намалување на даноците, креирање на
што поефикасна администрација и клучно интензивната соработка помеѓу владата и локалните самоуправи, помеѓу општините, ќе продолжиме со создавање на нови работни места и подигање на животниот стандард. Според него, за привлекувањето на странските инвеститори и остварувањето нови работни места, важна е и соработката на владата со локалната самоуправа. Во првите 6 месеци од оваа година Македонија бележи економски раст од 2,9%. За вице-премиерот Зоран Ставревски ова е доказ дека основните економски политики во државата се добро поставени. Економскиот раст се очекува и понатаму да расте, бидејќи има најава за нови странски инвестиции. Македонската економија е на стабилни нозе, доказ ова се параметрите кои покажуваат стабилност на државната каса. Во година, кога имавме политичка криза, остварениот просечен економски раст од 2,9% е доказ дека основните економски политики се добро поставени, вели вице-премиерот Зоран Ставревски. Најавите на нови странски инвестиции, но и се поголемиот интерес на македонските компании за искористување на средствата од ефтината кредитна линија од Европската банка дава реални шанси годинава Македонија да ја заврши со економски раст околу 3,5%. Вкупните приходи во буџетот се реализирани со 112 милиарди 823 милиони денари, што споредено со 99 милиарди 922 денари во истиот период лани представува зголемување за 12 милиарди и 901 милион денари или за 12,9%. Ставревски посочува дека значителен раст има и кај неоданечените приходи. До сега, по овој основ, во државната каса инкасирани се 1 милион 167 милиони денари, или за 30,6% повеќе од истиот период минатата година. Најдобро е остварувањето на данокот на добивка, каде што имаме за 5 милиарди и 900 милиони денари повисоко остварување од колку 2014 година, и кај акцизите имаме за 18% повисоки се акцизите, односно за 2 милиарди и 165 милиони денари во однос на 2014 година, и тоа најмногу се должи на партнерството меѓу Филип Морис и Тутунскиот комбинат во Прилеп. Во овој период, помалку средства од планираното прибрани се само по основ на ДДВ, но ова не би требало да биде проблем, бидејќи пресметките во јули и август покажуваат пораст на собраните средства. Ваквата состојба, потенцира вице-премиерот Ставревски, овозможува редовна исплата на сите потреби од буџетот, односно на сите расходни позиции. До крајот на годината ова создава добра основа да останеме во зоната на планираните големини на реализација на буџетот, на приходна и на расходна страна, согласно последниот ребаланс, и моите очекувања се дека ќе ја завршиме годината во рамки на планираниот дефицит до 3,6% од БДП, имајќи предвид дека дефицитот заклучно со 18 септември е за 28,4% понизок од колку истиот во 2014 година. Ставревски вели дека започната е опсежна подготовка за буџетот за наредната година. И тој ќе биде развоен, исто како и буџетите во изминатите неколку години. За 7,9% е зголемен бројот на туристи во првата половина на 2015 година. Со цел овој тренд да продолжи и понатаму, владата планира зголемување на субвенциите. Според потпаролот на владата се планира исплатата на покачените субвенции да почнат наредната година. Континуираниот раст на бројот на туристи кои ја посетуваат Македонија се должи најмногу на приливот на странски посетители кои го имаме во изминативе години. 7,9% зголемување на бројката на туристички посетители евидентира статистиката за првата половина од 2015 во однос на истиот период лани. Со цел дополнително продолжување на позитивниот тренд за развој на туризмот, ќе се зголемат субвенциите за привлекување на странски туристи. На Комитетот за туризма утврдивме дека од почетокот на следната година ќе има зголемување на субвенциите за привлекување на туристи од странски земји за поголем број на држави, од каде што имаме сериозни сигнали дека со тоа зголемување би обезбедиле поголем квантум на туристи кои што би престојувале во Република Македонија, како што се на пример Израел, Италија, Шпанија, Франција, Чешка. Се очекува сите утврдени владини ставови наскоро да се вметнат во правилникот на Агенцијата за туризам, вели портпаролот Александар Ѓоргиев. Да станат со полна правна сила, за да може веднаш потоа нашите домашни туристички агенции да стапат во контакт со нивните странски партнери и да обезбедат прилив на туристи во Република Македонија,
кој што ќе биде значаен и за профитабилноста на домашните туристички компании, а се разбира ќе има поширока импликација на поголем број на стопански сектори во Република Македонија. Од годинава субвенции се нудат и за туристи од Казахстан, Азербејџан, Катар, Германија и Англија. Владата дава по 65 евра за секој турист од овие земји, кој ќе престојува најмалку 3 дена во Македонија. Годинава се зголемија субвенциите за донесени туристи од Босна, Србија и Бугарија, од 25 на 35 евра за секој кој во организирана посета и со авионски превоз ќе дојде и престојува најмалку 7 дена во Македонија. Драстичните температурни разлики со негативен ефект врз човековото здравје. Се повеќе постарите, но и помладите ги чувствуваат последиците од временските неприлики, проследени со психички и физички замор. Лекарите препорачуваат здрави животни навики за надминување на оваа здравствена проблематика. Наглите временски промени кои се зачестени во последниот период неретко негативно влијаат врз здравјето и расположението на луѓето. Метеопатијата како здравствен проблем зема се поголем замав во модерното време, каде освен повозрастните се повеќе страда и помладата популација. Сите оние кои ги чувствуваат драстичните промени во температурите, најчесто имаат симптоми одразени со слабост, психички замор и главоболка, депресивно расположение и болки во зглобовите и мускулите. Па секој влијае, организмот осеќа организмот. Кога најнаш од топло ладно или од ладно топло, па осеќаш од телото у коските, у организмот, или не ти се јаде, или помалку јадеш, спиеш лошо, те вртат некои зглобови. Депресивно, кога врне, многу е депресивно. А кога е топло, па многу е топло и тогаш не е во ред, али во секој случај зависи од годините. Не осеќам од климатски промени никакви тегови. Јас сум редовно во движење, да ви кажам, деца. Лекарите велат дека временските шокови најмногу влијаат врз лица со хронични болести. Особено внимание треба да се посвети на земење на пропишаната терапија, здрава исхрана и практикување на спортски активности. Наглите ненајдени временски промени што настануваат, најчувствителни се хронично болните. Најмногу овие промени делуваат на кардиоваскуларниот систем, хронично болни со респираторни заболувања, се жалат пациентите на јаки главоболки, несоници, болки во зглобовите. Воздушниот притисок делува на зглобните површини и пациентите со ревматски заболувања и ревматски тегоби се доста чести пациенти во нашите амбуланти. За хронично болните и метеопатите се препорачува редовно следење на биопрогнозата, освен соодветна терапија, избегнувањето на затворени простори и со животот со временските прилики се од особена важност за овие лица. На меѓународниот ликовен конкурс Лидеца 2015 Симона Калешова освои престижна награда. Заедно со својот ментор денеска наградата во кабинетот на градоначалникот Чадиев и ја врачи амбасадорот на Република Чешка Мирослав Рамеш. Симона Калешова, ученичка во Општинското основно училиште Благој Кирков во Велес, освои престижна награда на меѓународниот ликовен конкурс Лидице 2015 под менторство на наставникот по ликовно образование Живко Пренџов. Меѓународниот ликовен конкурс беше во организација на Република Чешка. Признание за освоената награда на ученичката и врачи лично амбасадорот на Република Чешка во Македонија Мирослав Рамеш во кабинетот на градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Пригодни подароци беа доделени и на менторот и на директорката на училиштето. Следната средба е на 20 октомври, кога на покана на амбасадорот добитниците ќе гостуваат во Чешката амбасада во Скопје. Верниците од муслиманска вероисповед денеска го слават празникот Курбан Бајрам. Председателот Ѓорѓе Иванов и министерот за внатрешни работи Митко Чавков на денешната средба разговараа на тема превенција и справување со илегалните мигранти, помош за Македонија и Турција од Европската унија за справување со наливот на бегалци. Верниците од муслиманската вероисповед денеска го слават празникот Курбан Бајрам. Сутринска молитва Сабах намаз, а потоа и со молитвата Бајрам намаз почнува тридневна прослава, во која почитта кон Аллах муслиманите ја искажуваат со колење курбан. Курбан Бајрам е 70 дена по првиот Бајрам во годината, Фитар Бајрам.
а го одбележува денот кога е комплетиран Светиот Куран. Хуманизмот, хармоничните односи меѓу луѓето, меѓу човекот и светот и стремежот кон мир и благосостојба, како основни принципи на исламот, на Бајрам се исполнуваат со посетување на роднините и пријателите и со честитки и добри желби за секој намерник. Со овој празник се крунисува аджилакот, кој важи за петти темел на исламот, доказ за солидарност и благосостојба. Поглаварот на Исламската верска заедница во Република Македонија, Реис ул Улема Хаджи Сулейман Ефенди Реджепи, по повод Курбан Бајрам, упати порака и честитка до муслиманските верници. Честитки за празникот упати и политичкиот врв. Првиот ден на Курбан Бајрам, 24 септември, е наработен за верниците од муслиманската вероисповед во Македонија. Председателот Ѓорги Иванов и министерот за внатрешни работи Митко Чавков на денешната средба по донесените заклучоци на состанокот на челниците на Европската унија во Брисел разговараа за мерките и активностите што се превземаат за превенција и за справување со влесни и легални мигранти во регионите зафатени со кризната состојба и нивното движење низ територијата на Република Македонија. На средбата, како што соопшти кабинетот на Иванов, констатирано е дека сите субјекти кои учествуваат во системот за управување со криза функционираат со зголемени активности и се соочуваат со недостиг на капацитети во материјална, кадровска, техничка опременост и превозни средства. Чавков информирал дека Министерството за внатрешни работи побарало помош и асистенција од Европската унија во остварување на системот за превенција за дополнување на потребните капацитети. МВР констатира дневен влез на 6000 до 7000 странски државјани, а информациите и анализите говорат за зголемување на бранот на мигранти во месеците кои доаѓаат, се посочува во соопштението од кабинетот на председателот Иванов. Тој пак побарал развој на програми за постојано информирање и подигнување на свеста кај граѓаните и општеството за заканите и ризиците од илегалната миграција со која се соочува Република Македонија. По завршувањето на самитот на лидерите на Европската унија, председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер соопшти дека е донесена одлука за доделување финансиска помош на Македонија и Турција за справување со напливот на бегалци. Со оваа одлука, Европската унија ќе додели 700 милиони евра на Македонија и 1 милијарда евра на Турција. Покрај овие средства, лидерите на Европската унија решиле да одделат и 100 милиони евра итна помош за земјите членки на унијата кои се судираат со бегалскиот бран, како и 600 милиони евра за потребите на Европската агенција за обезбедување на границите Фронтекс и за Европол следната година. Како што информираше председателот на Европскиот совет Доналд Туск, дополнителни 1 милијарда евра ќе бидат издвоени за помош на сириските бегалци изгрижени во земјите од Блискиот Исток. До крајот на ноември на надворешните граници на Европската унија ќе почнат да функционираат центри за прием и регистрација на бегалци, бидејќи во следниот период се очекува околу 1 милион имигранти да се обидат да влезат во Европа, истакна Туск. Лидерите на Европската унија се согласија за поширок и сеопфатен одговор за мигрантската криза во Европа. Најмалку 29 лица загинати во експлозија во Јемен. Во стампедо во Саудиска Арабија за време на Аджилак загинаа повеќе од 700 лица, а повеќе од 800 се повредени. Вести од светот. По месеци одлагање, лидерите на Европската унија се согласија за поширок и сеопфатен одговор за мигрантската криза во Европа. Решенијата на средбата во Брисел вклучуваат повеќе пари за помош на бегалците од Блискиот Исток, за нивно сместување и храна и да се намалат ризиците да тргнуваат кон Европа, како и за силена гранична контрола. Председавачот со средбата Доналд Туск изјави дека резултатот по 7-часовната дебата е навистина одличен и со сигурност подобар од она што се очекувало. Туск додаде дека атмосферата била многу позитивна за разлика од досегашните размени на обвиненија и реплики кои биле закана за шенгенската зона. На средбата во Брисел е донесена одлука за итно формирање центри за прием и регистрирање мигранти и бегалци по надворешните граници на Европската унија, најмногу во Грција и Италија. Центрите треба да проработат до крајот на ноември и според францускиот председател Франсуа Оланд, тие центри треба да ги враќаат обратно оние кои не одговараат на условите за добивање азил.
Во експлозија во џамија во јеменската престолнина Сана, утрово загинале најмалку 29 луѓе, а уште неколку десетици се ранети. Верниците биле собрани по повод молитвата за Курбан Бајрам. Џамијата во која се случила експлозијата се наоѓа во близина на полициската академија. Во Сана на почетокот на месец септември во 2 напади загинаа повеќе од 30 луѓе, а речиси 100 се ранети. Од март пак се случија повеќе напади врз шиитите во џамиите. Сана веќе 1 година е под контрола на шиитските бунтовници Хути. Одговорноста за нападите ја презеде Исламска држава. Најмалку 717 лица загинаа во стампедо за време на аджилакот во Мина, кој се наоѓа на 5 километри меѓу Мека и планината Арафат, а повредени се најмалку 805 верници. Ова се последните податоци на службата за цивилна заштита на Саудиска Арабија, а бројката постојано расте. Саудиските власти информираат дека спасувачките операции се во тек. Локалните медиуми јавуваат дека на Аджилак оваа година има над 2 милиони луѓе. Аджилакот е еден од 5 столбови на исламот и секој муслиман е должен барем еднаш во животот, доколку е способен да замине на Аджилак. За сега нема информации како дошло до несреќата. Најмалку 107 лица загинаа, а 238 беа повредени на 11 септември, кога се сруши кран во најголемата џамија во светот Ал-Харам во Мека. По трети пат велешани ќе имаат можност да го погледнат отвореното првенство во кајак слалом 2015 на патеката кај Стариот мост кој е во покровителство на општина Велес. Околу 50 на кајакари ќе заземат учество, а повеќе за деталите во дневникот на К1 телевизија ќе ни каже организаторот Роберт Папазов, кој е од клубот Бабуна. Роберт, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Пред да проговориме за деталите, кажете ни како се подготвувавте за ова првенство кој од година на година прераснува во традиција како за нашиот град, така и за вашиот клуб? Подготовките за овој натпревар се во завршна фаза. Се оди според планираното, патеката е поставена во голем дел. За утре ни остануваат придружните објекти, системите за мерење и се надеваме дека ќе стасаме до сабота да биде се кој што треба. На почетокот на овој разговор кажавме дека има околу 50 на учесници. Ќе можете ли да ни кажете нешто повеќе за нив? Дали тие ќе бидат само од Македонија или па можеби ќе имаме и од странство? Оваа година имаме пријавено 50 учесници од 4 држави. Оваа година, прва година ќе биде меѓународен овој натпревар. Учество ќе земат домакинот Македонија, најдобрите кајакари од Република Србија, од Република Црна Гора и Република Бугарија. Натпреварот оваа година ќе се одвива во 2 дена, значи во сабота на 26 со почеток во 11 часот ќе се возат квалификационите трки, во кои 30 најдобри ќе заземат учество во полуфиналето, во недела од 11 часот полуфиналето со и најдобрите 10 финалните возења во недела во 12:30. Минатата 2014 година ова првенство беше прогласено за манифестација на годината. Ќе се повтори ли тоа и оваа година? Ние се надеваме на се поуспешна организација. Преку цела година работиме на тоа. Оваа година знаеме дека општина Велес исто во еден дел од патеката инвестираше во поставување на камени блокови, значи ова ќе биде одличен тест за патеката. Се надеваме дека ќе повториме. Значи мерењето оваа година исто така ќе биде подобрено, значи со сите европски стандарди, како за европско првенство, значи во живо ќе одат сите времиња, во живо казнетите поени, пласманот на надпреварувачите, се надеваме на. И на самиот крај, кои се вашите очекувања од кајакарскиот надпревар? Очекувањата се оваа манифестација да прерасне во символ на градот, значи ја користам оваа можност да ги поканам сите велешани, љубители на спортот,
да дојдат да погледнат ова несекојдневна манифестација, да ги изгледаат сите најдобри кајакари од Балканскиот полуостров на едно место. Папазов, ви благодарам на гостувањето, ви посакувам успех и се надевам дека временските услови ќе бидат во ваш прилог. А сега, драги гледачи, во продолжение да ги проследиме вестите од домашен спорт. Екипата на Вардар го освои Суперкупот на Македонија. Тие во надпреварот против Работнички славеа со 4:3 по изведувањето на ударите од белата точка, откако во регуларниот дел мечот заврши 1:1. Головите во регуларниот дел ги постигна Ивановски за Вардар, односно Илијовски за Работнички. Во пенал серијата голманот Филип Гачевски со 2 одбрани му ја донесе победата на Вардар. Во третото издание на ова надпреварување црвено-црните го освоија вториот трофеј. Вардар и Работнички во недела ќе одиграат уште еден надпревар, овој пат во 8-то коло од домашното првенство. Во последниот дуел од првото коло во рокометната Суперлига, екипата на Металург славеше убедлива победа против Вардар Јуниор. Крајниот резултат на надпреварот беше 34-20, а најефикасен играч на мечот беше Костески со 6 погодоци. Црвено-црните беа рамноправен противник само во првите 10 минути, откако Металург направи поголема резултатска разлика, тренерот Червар ги одмараше своите најдобри играчи за саботниот дуел од Лигата на шампионите на домашен терен против Кадети Шафхаузен. Кочаркарскиот клуб Фени Индустри во текот на вчерашниот ден одигра пријателски надпревар против бугарскиот тим Балкан од Ботевград и покрај повредата на недобриот играч Враговиќ, тие надпреварот го добија со резултатот 77-71. Клучна за победата на кавадарчани беше последната четвртина, во која противникот реализираше само 8 поени. Најефикасни поединци во тимот на Фени беа и Велје Николовски кој постигнаа по 20 погодоци. Ова воедно беше еден од последните подготвителни надпревари за кавадаречкиот тим пред почетокот на новата кошаркарска сезона во Македонија која ќе започне на 10 октомври. Барселона загуби Реал Мадрид, нов лидер во шпанското првенство. Фаворитите без поголеми проблеми се пласираа во следната фаза од Лига Купот во Англија. Вестите од меѓународен спорт во продолжение. По сензационалниот пораз на Барселона од 4:1 во дуелот со Селта Виго и победата на Реал Мадрид против Атлетик Билбао 2:1 на гостински терен, краљевите избија на лидерската позиција во шпанското првенство. Ова за Барса е највисок пораз по оној на Ел Класико со ист резултат во 2008 година. Освојувачот на Лигата на Европа од минатата сезона Севиља по 5 одиграни надпревари се наоѓа на последната позиција, откако вчера повторно загуби од Лас Палмас со 2:0. Во германското првенство Борусија Дортмунд по убедливиот старт на сезоната на вчерашниот меч против Хофенхаим одигра само 1:1, а Шалке и Бајер Леверкузен славеа победи на домашен терен против Ајнтрахт, односно Мајнц. И актуелниот шампион во Италија Јувентус не победи. Тие на домашен терен ремизираа против Фросиноне. Интер по минималната победа од 1:0 против Верона е единствениот тим со максимален учинок по 5 одиграни кола во италијанското првенство. Со надпреварите кои беа одиграни вчера беше комплетирано третото коло од англискиот Лига Куп. Актуелниот освојувач Челси победи со 4:1 против Валсал и се пласираше во 8 на финалето каде што ќе игра против Стоук. Манчестер Юнајтед на домашен терен го победи Ипсвич со 3:0 и во следната фаза од ова надпреварување ќе игра против Мидлсброу. Во најатрактивниот дуел вчера Арсенал славеше во лондонското дерби против Тотенхем со резултат од 1:2. Тие ќе имаат полесен противник во 8 на финалето, односно ќе играат против Шефелд Венсдеј, а Ливерпул по изведувањето на пеналите беше подобар од Карлајл и во следната рунда ќе игра против Бормут. 8 на финалните надпревари од англискиот Лига Куп ќе бидат одиграни на 27 октомври. Времето денеска беше претежно облачно со максимална дневна температура до 29 степени. На крајот од денов очекуваме нестабилно време проследено со врнежи од дожд. Да ги погледнеме деталите.
Тоа беа информациите за денес. Останете и понатаму со програмата на К1. Ви посакувам пријатна вечер.